Сериозни пропусти се направени во истрагата за набавката на мазутот во ТЕЦ Неготино. Владеачката ВМРО ДПМН се сомнева во намерни потези координирани од Исламабази. Наместо сериозно истражување и собирање докази, обвинителството истрагата ја водело со земање на изјави од некомпетентни лица за набавката на мазут, скапа 167 милиони евра. Селективно се постапувало и не биле земени предвид извештаите на Државниот завод за ревизија. Со овие тврдења ВМРО ДПМН бара Советот на јавните обвинители да ја преиспита работата на обвинителката Катерина Коларевич и шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Исламабази. Ревизорот пред 2 години утврдил дека милионската набавка испорачала друга фирма од таа што била договорена со ЕСМ, а стручњаци од државните електрани утврдиле дека мазутот бил со нечистотии што потоа ја расипале мазутната станица во термоелектраната во Неготино. Но очигледно е дека ваквите извештаи на Државниот завод за ревизија не биле забележани од Абази и Коларевич, кои што поголемо внимание посветувале на изјави кои што им одговараат од некомпетентни лица. Владачката партија го повикува Советот на јавните обвинители да го истражи постапувањето на Абази и Коларевич за да се утврди кои намерни или ненамерни пропусти биле направени. Овој јавно-обвинителски тандем Абази и Коларевич повеќе е приврзан за нивните ментори Заев, Ахмети и Венко Филипче, отколку што е посветен на владењето на правото и гонењето на организиран криминал и корупција. Со вакви обвинители, осумничените како Васко Ковачевски, Јаховски, Сулковски, Капушевски, Адријан Муча и други, секогаш ќе бидат слободни луѓе, наместо да бидат изведени пред лицето на правдата. За паушалното постапување на обвинителката обвинија од државните електрани. Оттаму посочуваат дека инженерите кои биле распрашувани за спорната набавка немале ниту надлежност, ниту знаеле да оценат финансиска штета, туку можеле да одговорат на прашања од технички аспект. Компанијата тврди дека обвинителството не им ги доставило економските вештачења додека траела постапката, туку дури по нејзиното запирање, со што според ЕСМ била направена суштинска повреда. На вкрстени прашања од правните застапници на осомничените за време на распитот, техничките лица на АДА ЕСМ само констатирале дека вкупните количини на произведена електрична енергија заклучно со април 2023 година одговарала на потрошената количина мазут во ТЕЦ Неготино и во тој поглед техничките лица само констатирале дека не била нанесена штета врз планот за производство, без да се елаборира дали потрошената количина била согласно тендерските услови и договорот. Од Државната енергетска компанија најавуваат приговори, бараат праведна разрешница, потенцирајќи дека како оштетена страна никогаш официјално не биле повикани да се произнесат за финансиската штета. Истрагата во живот може да ја врати висшето обвинителство, кое ќе одлучува по жалбата на ЕСМ.